дојдовме овде во Основното училиште Александар Македонски да прикажеме всушност за каква иновација станува збор. Во ова училиште е поставен полнач за електрични тротинети на соларна енергија и овој полнач е прв, односно општина Аеродром е прва во која има поставен ваков полнач, зборувам прва во Македонија. Зад мене верувам може да се види полначот кој што е поставен, односно беше поставен пред 2 дена чинам, а ќе биде во фаза на тестирање до 1 декември со оглед на тоа дека станува збор за нешто ново, но потоа после онаа фаза на тестирање сите граѓани ќе имаат можност да го користат. Со самото користење на овој полнач всушност се придонесува за намалување на емисиите на оние загадувачки супстанции кои што постојат. Напоменав дека сите граѓани ќе можат бесплатно да го користат, но по 1 декември всушност овој проект станува збор за проект кој е реализиран во рамките на проектот на Центарот за климатски промени, насловен Патоказ до вашата еко-паметна општина. Финансиран е од амбасадата на САД и е насочен кон поголемо искористување на обновливите извори на енергија. Граѓаните не само што ќе можат да го користат бесплатно овој полнач, се разбира со самото тоа што ќе го користат бесплатно, ќе користат чиста и зелена енергија. Веќе кога станува збор за овој полнач, секако имаше и став од општина Аеродром, или поточно кажано од Тимчо Моцумски, кој што на својот Facebook профил напишам, односно ќе цитирам во продолжение. Се надеваме дека овој проект ќе биде поттик за граѓаните да користат чиста енергија за транспорт, а со тоа заедно ќе придонесеме кон подобрување на животната средина во нашата општина. Напиша Моцумски на својот Facebook профил. Накратко се надевам дека доловивме ова иновација, секако по 1 декември, ако започне всушност активно да се користи овој полнач, секако ќе дојдеме повторно на лице место, па можеме и да прикажеме како функционира ова иновација. Уште еднаш ќе напоменам дека овој прв поставен полнач, односно прво Македонија, поставен во општина Аеродром, односно во Основното училиште Александар Македонски, ќе можат граѓаните да го користат бесплатно по 1 декември, а се до тогаш ќе биде во фаза на тестирање со оглед на тоа дека станува збор за една иновација.